За полесно 150.000 луѓе, значи зимаат отприлика 16.000 денари пензија. под 16.000 денари пензија со, значи они треба можда до крајот на животот никогаш нема да им дојде 25.000. А тоа се луѓе што имале значи полн работен век, значи не се луѓе и со полно работен век, луѓе што им фалел стаж, потишле во пензија кога нели наполниле или се снашле минимално биле осигурани 15 години стаж и старост и така натаму. Луѓе со семени пензии починал пример еден од сопругата земале 70% и така мала пензија, пошто е намалуваш 30% и така натаму. Значи ова е единствена мерка што е остварлива, реална и нема да го оптовари пензискиот фонд. Значи еве кампањата максимално е посветивме на тоа. Не постои пензионер на кој не се допаднал овој предлог за законски решенија. Секојдневно, значи го зборуваме и нема буквално пензионер на кој не му се допаѓа дадениот предлог. Што значи пензионерско семејство? За разлика од другите партии или коалиции кои што едните предлагаат линеарно зголемување, не знам, од 5.000 денари, па потоа ретерираат, викаат да, сега ќе ви дадеме пример пола, па ќе ви дадеме во декември и така натаму. Тоа се популистички мерки, огромни суми на пари кои што неминовно ќе доведат до колапс понатаму на пензискиот систем, само е прашање на време кога тоа ќе колабира. Не станува збор за моја генерација, него станува збор за генерациите после нас, што со нивните пензии. Значи тоа е една популистичка мерка, вака добро звучи, ама кога ќе им објасните на пензионерите и самите тие не се согласни. Вчера, завчера, сите денови не се согласуваат со таква мерка, загрижени се за својата иднина. Ние предлагаме, значи тоа е предлог за пензионерско семејство, да, пензиите си го задржа трендот на раст како што е до сега, зависно од овие параметри што се земаат два пати година. Годишно пример сега беше 5,3% последното покачување. Меѓутоа, секое пензионерско семејство, дали се состои од еден пензионер или од два пензионера, има задолжително месечно 25.000 денари во својот буџет. Ако имате пример еден пензионер кој што има 13.000 денари пензија, ако се задржи овој раст на покачување, што е нормален, да речеме од прилика 10% во годината, на него му требаат 10 години за да постигне пензија од 25.000 денари. Со нашиот предлог, што ја лично се верувам дека ако се влезе во парламентот го дадеме како законско решение, дека нема да постои, не знам, било какво мнозинство што нема да го поддржи, нема да е во интерес на ниеден пензионер со мала пензија. Значи тие што имаат по 25.000 денари, пензијата ќе им расте нормално со овие стапки до сега, меѓутоа, ни системот на социјалните мерки, два чека, едниот за пензија, едниот со социјалните пакети, ќе добива постојано до 25.000 денари. Имаш пензија 13.000, добиваш уште 12.000 денари низ овие социјалниве мерки, од еден чек за пензија, другиот чек за дополнување. Кога пензијата со нормалниот раст ќе дојде до 25.000 денари, ќе губиш тие привилегии, се даваат на некој друг. Луѓето беа одушевени, затоа што претежно се луѓето со пензии кои што се под 25.000 денара, под 16.000 денара се негде скоро 50%. 47% од пензионерите се со ниски пензии. Ова е многу остварливо. Колкава бројка на луѓето? Па, отприлика се 300, ако се 330.000 пензионери, рачунете еве 50% за полесно. 150.000 луѓе, значи зимаат отприлика 16.000 денари пензија. Под 16.000 денари пензија со, значи они треба можда до крајот на животот никогаш нема да им дојде 25.000. А тоа се луѓе што имале значи полн работен век, значи не се луѓе и со полно работен век, луѓе што им фалел стаж, потишле во пензија кога нели наполниле или се снашле минимално биле осигурани 15 години стаж и старост и така натаму. Луѓе со семени пензии починал пример еден од сопругата земале 70% и така мала пензија, пошто е намалуваш 30% и така натаму.
Значи, ова е единствена мерка што е остварлива, реална и нема да го оптовари пензискиот фонд. Верувајте, не постои пензионер. Значи нема да биде овие плюс што ќе доаѓаат пари, значи од 16 до 25 9.000 денари, нема би да бидат од пензискиот фонд, туку ќе бидат од буџетот на државата како субвенција за пензионери. Али веднаш и сега. Нека ова одложено, па никогаш се вика и до кога тоа ќе трае. Значи, одлично решение. Во однос на овие социјални мерки, ако може да објаснам нешто исто така интересно. Во однос... Еве, например, има еден гледач, вели, мајка ми моја 20 има 12.500 денари. Ова значи дека ако се усвои овој закон кој што вие планирате да го предложите како пратеник, тоа би значило дека мајката на гледачот би земала 25.000. Уште 12.500 како субвенција од буџетот на државата за да има вкупно 25.000 денари. Доека не дојде до тие 25.000 денари со нормално. Добро, сега дали ќе стигне до Дали ќе стигне? 10 години треба, а сега ќе добие сега и веднаш. Мислам дека е прво пред се хумана. Апсолутно. Хумана, затоа што државата има пари за да може ова да го покрие. Толку ненаменски се трошат пари на некои небулози што никогаш не се од полза за граѓаните, што ова навистина и не станува збор. Македонија трошеше пари за тренирање магариња, мислам. Така. Ама не станува збор само за пензионерите, затоа што објективно пензионерите сега им помагаат на своите деца. Да. Значи, тие за жал, значи не само што ќе ги покриваат нивните трошкови, ќе им помагаат на внуците и така натаму, дали ќе биде за образование или било што. Во однос на овие на социјални мерки, мора тие привилегии да ги добиваат најзагрозените лица. Особено лицата кои што се работно способни или кои што работно неспособни или кои што во семејството имаат луѓе кои што се работно неспособни, и во однос на таа постојана парична помош, предлогот и тоа мора да се реализира, да биде минимално загарантирано 18.000 денара, тоа е некој оптимален минимум, не знам како да го нарачам за да може барем да се искрени ако ништо друго. Тие се загарантирани 18.000 денари, поготово и тоа ние она што го спомнав за здравството, да не заборавам дека 13% треба да се зголеми од 7,6. Овдека исто имаме во однос на некој процент на зголемување во однос на придонесот за невработеност, и тоа не е во социјалните мерки, да тој придонес е сега 1,25, предлогот е да биде 3%, за да може луѓето што остануваат без работа по било кој основ, значи останале без работа, да може подолго време и поголема сума да пари да добиваат како месечна надокнада. Сега е отприлика во моментот е 50% од последните две плати што ги земале, меѓутоа тоа е краткорочно, неколку месеци. Ако се зголеми овој процент, значи додатокот за невработеност, тогаш има можност подолго време да ги добиваат тие пари, доека не се снајдат негде на пазарот на трудот, се вработат и така натаму. Значи, добри се тие мерки во однос на овие, исто тука, во однос на ова труд и социјала, да речам, мора да ги средиме потребите на граѓаните во однос на старските домови и геријатриските центри. Скоро бе во една посета на... Да, јас ми беше тоа, следното ми беше отворено тоа, за баш за вие предлагате изграда по еден пензионерски дом и геријатриски центар со капацитет од 25 до 100 легла во секој поголем град. Сега во моментот во Скопје има само еден старски центар. Тој старски центар е Мајка Тереза и располага, во моментот има 75 пензионери што се таму сместени. Такви има 5 центри, има еден во Куманово, во Берово, тој е најнов со помал капацитет, во Битола и во Прилеп. Од прилика се згрижени околу 750 пензионери со различна, тие не се бесплатни, меѓутоа со минимална, да речеме, месечна некоја котизација, плаќање, како сакате наречете го. И меѓутоа имаат солидни услови за сместување, освен овој што е најстариот што го имаме во Скопје. Предлогот нашиот, за да не се фрлиме, да биде остварливо да биде остварлив проектот, тие да бидат врзани со општите болници кои што постојат во Македонија, кои што имаат неискористени празни капацитети, и не само ради тоа, ради сместувачкиот капацитет, туку и ради тоа да имаат комплетна здравствена грижа
пензионерите. И затоа е предлогот во сите поголеми градови да се ослободат овој број на кревети кои што е можно да се ослободат и задолжително исто така 10 гериатриски центри од истите причини кои што зборува за палиативната грижа. Во овој момент, значи само толку може да се сместат, се сместени 750 пензионери во старски домови, за гериатриски центар имате само тука во Скопје. Ниеден друг во Македонија. Срамно е и жално е. Да. Сите одиме кон тоа, ние сме стара популација, децата ни се надвор, кој ќе се грижи за нас? Значи, тоа е голем проблем и во односот на труд и социјала, за да евентуално заокружаме околу таа тема, во однос на детските градинки, голем проблем е со детските градинки, сите имаат право нели децата да можат да бидат згрижени во детски градинки и отприлика е проекцијата реалните потреби на 5000 жители да имате задолжително градинка.